неделно предпладне, на ке попладне веќе. 25 јануари 2026 година. Еве да прошетаме низ овој дел малку. Први реон, тук, таму, на одредени места се уште има остатоци од снег. Ајде малку и овде да видиме. Оваа улица позади нас е улица, ми се чини Драмечка, која треба да се прави или беше барем најавено. Делчево малку од повисоко. Го забележувате подолу целиот град. Сега овде, да завртиме лево. Доста возело утро забележуваме. Здраво. Хостел Престиж. Најефтиното сместување. 300 денови од вечер. Беше така до скоро сега, не знам баш. Се спуштаме на улица Солонска, мислам. Дека се викаше. Така да, кај поранешниот Радио Пин, каде јас работев едно 6-7 години. Каде кој се наоѓаше еве во оваа куќа, кај Сашко. И во овде последниот ден кога дојдоа инспекторите да го затворат, јас не ги познав и реков, повелете, што повелете, века идеме да го затвораме радиото. Имаше фискална каса, тогаш излегуваше. Ај ќе се вратиме. Еве дел од старите куќи во Делчево. И така, подоцна, немаше некој време радио, па потоа Радио Зора почна. И таму имам работено година и пол. Сега и тоа не функционира. И затоа многу кога прашуваат зошто не отвориш телевизија или зошто нема телевизија во Делчево, треба да знае дека и многу скапо и таа што имаше да еден последната прво се трансформира во регионална Канал Плюс, а потоа ја затворија и незе со секоја промена на власт, знаете, 70-80% телевизиите на некој начин се подкрепени, можеби финансиски од државата и во зависност од која партија е. Сега, како да кажам, така луѓето мислат и еве кучиња нешто на што треба да се реагира.
очекуваат најверојатно да се зборува повеќе за таа опција, да се фали тоа што се прави и така да сега нема телевизија. Порталот кој ја го почнав негде 2017 вака преку вакви прошетки доловувам, ставам нешто на YouTube. Луѓето кои се во странство да си видат дел од улиците каде што живеат. Иако некогаш има некои улици малку потешко е за автомобил, каливи се уште не направени. Треба со некој подобро теренско возило да ги посетиме некојаш и нив. И тоа е. Денес времето повторно некако гледате остатоци од бидејќи снегот заврна, мораше да се интервенира со песок, со врлање сол. И сега додека малку тоа се расчисти, ќе биде вакво како што е. Овде овој поголем дел од десно од екранот се реагираше, гледаме изчистено, некои проблематични дрвја се одсечени. Се надеваме дека таа најавена акција која што беше ќе си продолжи во 2026 и ќе Делчево ќе си го доби или кој го заслужува. Така се погоди изборите беа во октомври. Зафатија дождови, пред некој ден и снег и зимно време малку помалку. Имаме можност да видиме што се работи, па ќе видиме. А сега на едно кафе да отидеме.